Во вчерашното соопштение АД-Елем посочува дека словенечката компанија Рико е избрана за главен изведувач на изградбата на хидроцентралата Света Петка во времето на СДСМ. Што сака АД-Елем да се сокрие во својата реакција? Еве ја вистината. Во 2005 година словенечката компанија Рико е избрана да биде главен изведувач на изградбата на хидроцентралата Света Петка од страна на комисија на АД-Елем. Во тогашната комисија се наоѓаат тројца сегашни директори на АД-Елем, и тоа генералниот директор Владко Чинговски, директорот за производство на електрична енергија Димитар Танурков и директорот за развој и инвестиции Јасна Иванова Давидовиќ, која што воедно беше и председател на комисијата. Овие три лица тогаш, во 2005 година, ја избраа компанијата Рико за изведувач на работите, а сега, во 2009 и 2010 година, од истата таа компанија Рико не наплаќаат пенали за огромните доцнења во изградбата на хидроцентралата Света Петка од повеќе од 4 години. Да подсетиме, хидроцентралата Света Петка требаше да биде пуштена во март 2009 година, а таму се уште ниту браната не е изградена. Го повикуваме АД-Елем да одговори зошто АД-Елем ја толерира словенечката компанија Рико и не и наплаќа пенали во согласно со договорот заради огромните каснења во изградбата на хидроцентралата Света Петка. Дали може би причината зошто АД-Елем не и наплаќа пенали на Рико е некаква лична корист што Рико ја обезбедува за генералниот директор господинот Владко Чинговски, за директорот за производство господинот Димитар Танурков и за директорот за развој и инвестиции господјата Јасна Иванова Давидовиќ и нивниот ментор во владата вице-премиерот Ставревски. Го повикуваме премиерот Никола Груевски конечно да престане да го штити и да го разреши од функцијата генералниот директор на АД-Елем господинот Владко Чинговски. Истовремено го повикуваме премиерот Груевски и надлежните институции да го испитаат случајот, за да се утврди дали во тој случај од наведените лица е направен криминал. Во однос на преливите на вода од акумулациите Глобочица и Шпилје и огромните загуби од околу 15 милиони евра заради непроизведената струја од таа загубена вода на прелив, АД-Елем во своето соопштение прашува дали е подобро водата, наместо на прелив да биде пуштена да ги поплави реоните по теченијата на реката Црн Дрим. Со ставот дека или ќе има прелив или ќе има поплави, АД-Елем или свесно ја замајува јавноста или се работи за антологиско незнаење од страна на одговорните лица во АД-Елем. Затоа што е апсолутно јасно дека е можно и да нема прелив и да нема поплави. Впрочем, континуирани 3-месечни преливи во Македонија и поплави во Македонија има само оваа година кога АД-Елем управува со водите од хидроакумулациите во државата. Во изминатите децении вакви преливи и поплави никогаш немало. И мештаните во Тетовско велат АД-Елем одговорен за поплавите во Тетовско. Пред 3 месеци катастрофата со Охридското крајбрежје повторно беше предизвикана од лошото менаџирање на водите од Охридското езеро од страна на АД-Елем. Несватливо е зошто владата не го повикува на одговорност АД-Елем, иако со преливите и поплавите во изминатите 3 месеци беше направена огромна штета. Премиере Груевски, погледите на јавноста се насочени кон вас, се очекува ваша реакција.